Кај си ме жаре, бе? Еве су. Дојде лето конечно. Конечно сами. Конечно дојде лето и да, овој пат сме без гости, ама пак со интересни теми. На кратко само ја ќе кажам, Ја најавивме, мислам, пред у една епизода спомнавме. со кросфито на крај. У една епизода спомнавме дека случајно, недоговорено се најдовме на предавање на Џордан Питерсон. Сол. Епа, драги гледачи, ова е таа епизода кај што ја и Жаре ќе пробаме да си прераскажеме Малце анекдотално, малце. баш така, Теоретски. што се деси, као се деси, кој е Џордан Питерсон, кој зашто, како го прати и нешто што не оставило впечаток. Ако некој не го знае, ќе си го дознае, битен лик. Да, Модерен најверојатно филозоф, психолог. многу луѓе веќе го знаат, ако некој не го знае, ние многу кратко ќе кажеме што е. Ама нормално ќе си го изгуглаат луѓе, ќе си дознаат зашо и како е познат човекот, него дај раскажи ти што се деси и кога беше. Кога Солун беше беше ова текнал? некој мај 21, 2, 19 поимено. Така некако. Втора Сред- половина на мај. Тама, Што се- тази е втора Што половина. се случи? Па пред тоа месец, два ја кај пријатели дома, петок, сабота, нешто, си скролам на Инстаграм и Џордан Питерсон, нали си, кој што си го следиш, ти искача. И гледам тура, и на десно ше 2-3 слики имаше, онака, рандом. Гледам Тесалоники. А и луѓе кај што бев го знаат, го сакаат. И особено дечкото е Виктор, му викам, слушај, вака и вака. Не, во Солун е да. Ајде идеме. Ајде, жени, викам, ви си идели, ајде, ки идеме во Солун, ки идеме. Колку е карта? Не беше ни скапа нешто, 35 евра. Има ли има? Топ. Ајде, идеме, мене купени картите ми беа месец и пол, ама ја и ти никад немаме зборното за. Не. Никад. И видов дека Есин од Ideal Lab Да. на некоја стори стаи, дечки имам 2 карти, бла бла бла, да не сака некој да ги купи, испаднало да оди, не знам, преку работот кај Диме на некој Египет, немам појма. И толку. И ние у Солун све, и јас ти пишав за некој гостин или availability на студио, како беше. Сабота беше. Рандом нешто. Сабота преку ден. Да бека, Онака пола ми сат пишеш пред за да нешто, одам, да. ја, може ли таков и таков гостин, и топ, супер, бла бла бла, ја by the way за пола сат тргам на кај Џордан Питерсон. Па и ја тргам. Чекај бе, малце, викам не, вајда. Викам како? Па Есин видов, не, добро. И најако од све идеме таму. Прво тоа, од се да ги изругаме Грција, не дека Грција, ама стварно многу лоша организација имаш. Од аспект на влез, појма немаш кој блок си, ја чекав ред 20 минути еден ред, не бил мојот ред. Сеќа овој Виктор што беше со мене да не прашаше некој таму. Јас си прашав на време. Одма, да, он исто вика, луѓе да не чекаме џабе, чекај, отиде, гледа таму, вака и вака, вика, дечки на грешно место сме, ајде. Отиде наму од Таму позади. и таму, не знам каде, Да. ајде, таму помала гужва, супер. Ама многу често се дешаваше тоа, човече. У мојот ред, сега што ние на правилно место бевме, луѓе, ти си, го враќа тој, Да. чекал правил, нема везе. И влагаме внатре, коначно се пуканки, нели нешто имаше. И тука ли сте, тука сме, ја како само слушам, вика, дечка, да немаш подкаст. Викам, што? И го гледам, Се гаѓа апла еден ред позади пред друг, ред да седиште седиме. пред седиште, така. Да. Ако ја бев 26, Да. не знам, 28 седиште, 28 ред и 28, 29. Скроз на непознато, скроз на недоговорено, ама гледаш ти си ги купил сам на време, плански. 2 месеца унапред. Мене ептен ми улета постот од Есин Аха, и ја 5 за и пишав, 12. заинтересиран сум ептен, окей, се договоривме, испадна работа и последа. И најако жена ти што кажа, вика, дека ти рекла, што ти рекол, 100% жаре ќе седи пред нас. да. Па и он, да, и она не знаеше, ја појма немам.
у соба седиме, у хотел исто се спремаме, Ама ти ми викаш, у истиот хотел си бил сместен. тоа беше интересно. И ти ми викаш идеме на кај Питерсон, јас се смеам и кажам на жена ми вака и вака. И она, дебе, вие зборите ли надвор од подкаст? Стварно. И нема везе, Нема чува везе. спремни све, стокмени, искачаме ние и етете го лобито до нас. Джордан Питерсон со жена му. Со уште неколку од организација изгледа, го испратија, буквално у исто време излеговме од влезот на хотелот, него си го чекаше тука Порше джип, ние понатака паркирани, си го испратија човекот. Нас не ни беше толку лошо искуство во сала, дека ние одма изгледа прашавме некој уште со колите, ПАОК, спортска арена, како доаѓавме се паркираме и тој ми вика, иди паркирај се таму и таму ќе ти биде влезот. И ние кај што се паркиравме негде скроз позади, се си минјаме по скалите и одма тука на влезот. На страна тоа, културни беа грциве. Не бе супер си. Прилично културни беа вака наредени, уред, никој не се тоа аспект путка. се сама коректни, ама од организацијски, од друга страна, немаше ни знак да видиш. тоа немаше ништо, да. Немаше Пише на ништо. карта да лупам бла бла Б и сега ти тоа Б да го Плюс на барам. грчки беше карта. Плюс на грчки, плюс таму. мета. Да, ама нема везе. И озвучувањето малце унатре лошо. ама кажи што се деси со тоа, да. Среќа, тие им текне изгледа знаат, чекаа малце да се напуни. И нели сега и поново го слушаме по подкаст избори на моите настапи у стилу која имам предавања, овие lectures која држани светот за книга. Има со музика отвори. Вистина Да, со музика да, отвори, шефче едно свиреше Имаше таму. као малце. Да, као така по При шоу. акустик. И не се слушаше ништо, човече. Шо инструменти да свиреше дечкото, там појма нема. Само да напоменеме, ние бевме у блокот скроз. Ама не може на крај само. на Ја Бутани. Борис Трајковски сум цел блок, па се слушало перфектно се, нема врска. Како и да е среќа, Али да, изгледа знае. почна, искочи, почна збори човекот, ништо не се слуша, отворија вратите, вум, си се симнавме сите жена му доле. искочи прво. Или Е, жена да, му 20 минути, Да. и таа видов редарката само како направи. Ајде. И како идеме доле, се подобро, и тука скоро Кажи речи најдоле си бевме 150 евра да. карта вредност имавме на крај за 35. Стварно. Тие стварно беа 150. Anyway, оставивме намерно од тогаш до сега за и самите меѓу себе да се подпрашаме позадински. Ја не знам за ти зашто и од кога и како го пратиш Джордан Питерсон, нити ја имам споделено, така што еве прилика да те прашам, што ти текна уопште, памтиш ли кога Па не си вака, се. почнал да го Од тој пратиш момент дека баш и зашто? па како и сите, валјда стане он социјал медија сензација поише. Нели у книга има што му е 12 правила за живот, има како он станал популарен, уствари он е стар. Значи 60 години е човекот, ама 60 и нешто, да. на постари години баја ги он стекнува светска популарност и Па да, национална во Канада, он е Да. професор на факултет таму Да. во Онтарио, нема врска со не селебрити некој глупост. Психолог човеков, предава на факултет. И самиот кажува тоа имало query или query како и да се викаше, заборив некој као Reddit таков форум и имало некој на прашање Quora. на Quora, бро. Квора. И вика и ону книга ретко кој добива лајкови, views и толку позитивни ревјуи, зашто таму све е негативно. Вика. Ја решив така вика, едно детално да им ги објаснам, на детален начин да ги објаснам прашањава, нешто поврзано со животот. И многу лајкови добил, стекнал популарност на тој начин, го викнале на предавање, на Харвард го викнале да предава, едно друго и се стекнал и предавања да ги ставал на YouTube, имале преку 10 милиони прегледи и така станал ствари интернет сензација ствари. Умеѓу време шортс на идентити, политики, добро тоа Канада понатака, да. почнуваат да му кажуваат оноа со pronouns. Да, со Трудо и тие против Он искача да го establishmentот. под закрила на да го брани да ја брани слободата на говорот. Слободата на говор. И така уствари експлодирува. Да, со многу луѓе би рекле дека е контроверзен малце, ама Ама прашањето беше Мене ми се свиѓа ти тие од негови кога го тези. запратуваш и зашто?
е паради валјда тие тези и ти искача еден Инстаграм клип, друг Инстаграм клип, трет, пет, седми, ти се повторуваат, кај Џо Роган дошол, А и 2-3 пати има да. да, 3-4, тој кој ќе го видам, ко мало дете се радувам, пуштам, гасам све што правам. И кај Џо Роган го имам слушано и е таков, знаеш, со еден јасен говор, нема б, Да. б, него е и он тоа збори lose your butts, your like, биди концизен тоа што сакаш да кажеш, тоа е нешто што јас се стремам сега и работам на тоа со подкастот. подкастов, да. Да. И свесно многу читам и гледам за таа работа, за јас да се подобрам. И од тоа аспект уште толку ми се double down на свигањево на човеков како размишља. И после тоа на Кристијано Роналдо испадна дека му бил психијатар, психолог. И да. А, Го имаше и викнато. кога Кристијано Роналдо му било доволно да свати преку книгиве негови да му помогнат, преку видеа на YouTube да му помогнат, сепак он се соочи со многу лоша работа, што незамислива за човек, изгуби дете, само што близнаци му се роди, едното почина. И сега тоа незамислива е состојба и емотивна таа состојба, знаеш, ти све на светот имаш, а пак се дешава, јебика, не дај Боже. И у тие тешки моменти кога у таа тешка ситуација него му помогнале тие клипови и книгава, кои сме ние, нас да не ни помогне и ние да не извлечеме некоја pouка, и тоа на double down само правев. И оние што му се за джендер, знаеш, за малце може тема деликатна за феминизам и тие работи, ама знаеш како ги затнува некако, како да кажам, да не навредам некој, не знам, У глобала ставовите негови резонираат и со твоите ставови. Да, ама се подкрепени со факти и Да. докази. Не е како што они знаат да го кажат, не се жени, мора 50% жени. И сега ово искача со факти, например, имаше за инженери. Како За не знам, Шведска. за не знам која држава. Како некоја од 50 скандинавските морал, држави. вика не. 90% од мажите се инженери, 10 се жените, Да. 80-20. Од 80% на луѓе можеш да извадиш подобри кадри, него ли од 20. Сега зашто да, знаеш, се такви некои логични. Од прилика од друга страна па за медицински сестри. 85-90% па се жени, за не може да бараме дека тамо 50%, може се некои такви ставови мислења подкрепени со докази и логика. Психологија. Да, не е она зимање идеологија како религија и сега све што е феминизам е добро или све што е антифеминизам или не знаеш. Едноставно логика само, ништо повеќе и подкрепени со докази. Се тие некои работи за некои луѓе е контроверзен, некои го нарекуваат шовинист, што јас не се согласувам. Али тоа е, секој си има право на мислење. Знаеш дека сега дури раскажуваш, дури не лесно можев да си поврзам него твојот еден од идолите Кристијано Роналдо. Ама не е ради него, он само Ама ја знаев врската меѓу Роналдо и Питерсон, ама не ја поврзав и со тебе. Да бе, Жаре го сака Роналдо, нормално дека ќе сака бар да се заинтересира од Џордан Да. Питерсон. зашто овој би го ангажирал него. Мојата прича е најверојатно многу слична. Исто станува популарен, ставовите негови ми се свиѓаат колку длабоко под површината пробува да влезе и дека доаѓа со 20 годишно клиничко психијатриско искуство, а не само суви статистики набрани од непроверени извори. Туги непроверени извори, него едноставно он има илјадници луѓе поминато низ негови терапии, кај што директно има разговарано со луѓето и успешни и неуспешни, и што се како се вика со психички проблеми, со вакви онакви, човекот Со клинички депресии, со клинички, со вистински клинички депресии сериозни онакви состојби, не. и нормално на Џо Роган и така некоја исто и мене изгледа тоа ме привлекува начинот на кој што разговара и ги склопува мислите. Многу е концизен, прецизен. Гледаш дека е сложено, ама е доволно едноставно да го разберам, ама ако пробам да го прераскажам, сваќаш дека не, над мене е многу, Буквално. не се ни труди да раскажеш, така што еве на неблагодарната задача да пробаме да прераскажеме. Пред да преминеме дале, јас сепак едно мало контекстче за
тој некој или таа некоја од вас гледачите што стварно нема чуено до сега за Џордан Питерсон, кој што кажа Жаре, професор во Канада, психолог, клинички психијатар, автор на неколку книги и така натака. Гостин професор на Харвард. Гостин професор, да. И во амерички, Стенфорд, Харвард, мислам Йейл компанија. Има Ivy League. игра улога во безброј дебати јавни со разни научници, филозофи, психолози и прилично валидно веќе може да се каже дека човекот ќе остане запаметен. Модерен филозоф. Како еден од модерните Мислители, филозофи како на да така мислители на денешницата, една од популарните книги, едни му се тие со правилата. 12 Rules for Life и втората му е Уште 12. Beyond Order, уште 12. И сега, кој што рековме, не е нормално неисцрпна тема на муабете Џордан Питерсон и неговиве книги. Најмногу што може да направиме да препорачаме да ги прочитате. Преведени си на македонски, ги имате у маркет, на бензинска, 500 денари се. Так, за среќа се прилично лесни да се сумираат сувопарно, затоа што се листа на правила. И сега јас сакам само да ги прочитам правилата и еден мој став општ, да кажам, во врска со нив. Во првата книга на правила, следни. Stand up straight with your shoulders back. Грубо ќе ги преведуваме овие. Ја ги имам на македонски ако сакаш од првото. А ти ги преведе? Ајде, цепај. Па ја имам книгата на македонски, јас книгата. Још бољи, мене дека ја на англиски ги. Ја имам на Audible на англиски, ја имам на македонски. Добре, ја на Kindle дека ги читам. Застани исправено со зафрлени рамења. Так, Еве ти дале. кажи ја на англиски, јас на македонски. Ајде. Treat yourself like someone you're responsible for helping. Однесувај се кон себе си како кон некого кому што си одговорен да му помогнеш. Не мора да преведуваме, цепај. Спријателете се со луѓето што ви мислат најдобро. Трето правило. Четврто правило. Споредувајте се со оној што сте биле вчера, а не со оно што е некој друг денес. Петто правило. Не дозволувајте им на своите деца да направат нешто што не го одобрувате. Ти ќе го кажеш дали е добро. Шесто правило. Доведете си ја куќата во совршен ред пред да го критикувате светот. Седмо правило. Стремете се кон она што е значајно, а не кон опортунизам. Осмо правило. Зборуваја вистината или барем не лажи. Деветто правило. Може би личноста што ја слушате знае нешто што вие не го знаете. Десетто правило. Бидете прецизни во своето говорење. Ево е тоа што привлекува човек. Ете го. 11-то правило. Не додевајте им на децата кога возат скирол. Ова е една страшна метафора. 12-то правило. Кога ќе се сретнете со мачка на улица, погалете ја. И доле поднаслов и кучињата се окей. Да, да. Еве ги 12 од првата. Тие се првата. Втората книга се вика Beyond Order, односно уште 12 правила за да се соочите со хаосот. Сега вие пак се на англиски, тие ги немаш на македонски? Ги немам, само ваа имам книга. А иначе со правила он има 30 и нешто или 40 и нешто, па ги има сведено на 20 нешто, па ги има сведено на 16, па на 12. Тие се од книгата сум. И ја баш кога го слушав на еден подкаст за првата книга кога ја промовираше, он вика веројатно ќе треба да напишам уште една со уште 12 правила. Ја најави пред И време. гледам стварно после година, две, и еве ги. Тие се наредните 12. Ние бевме на петтото или на шестото? Сега ќе ти текне која. Ајде. Овие не можам да ги преведам. Do not carelessly denigrate social institutions. Значи, не ги денигрирај социјалните институции туку така, без грижа. Imagine who you could be and then aim single-mindedly at that. Замисли се кој можеш да бидеш и стреми се кон тоа. Mental toughness, јасен фокус. Mental toughness. Do not hide unwanted things in the fog. Не кри несакани работи во маглата. Notice that opportunity lurks where responsibility has been abdicated. Забележи дека постојат можности таму кај што одговорност, кај што постои, Што има мањак на одговор. кај што е занеманена одговорноста.
Не прави, do not do what you hate, не го прави тоа што не го сакаш, односно што го мразиш. Abandon ideology. Тоа беше на предавањето. Ова е тоа со идеологијата, дека кој е религија. Да, abandon, напушти Избегнувај, идеологии или не ги следи толку слепо или како и да е. Напушти ги идеологиите. Work as hard as you possibly can on at least one thing and see what happens. Работи силно, Најдобро што знаеш, барем во една работа и види што ќе се случи. Try to make one room in your home as beautiful as possible. Пробај да направиш барем една соба во твојот дом што поубава може. Ако стари сеќавања се уште те вознемируваат, запиши ги внимателно и комплетно. Plan and work diligently to maintain the romance in your relationship. Значи, планирај и работи со намера во задржување на романсата во твојата врска. Или брак. Врска, брак. И за ова збореше, така бе? Да, и ова му беше. Do not allow yourself to become resentful, deceitful or arrogant. Не си дозволувај себе си да станеш зависен, арогантен и злобен или Кој злопамтило? deceitful, да Не знам да го сопки. кварен. Да, расипан. Be grateful in spite of your suffering. Биди благодарен и покрај страдањата. Како што рековме, секоја од овие е вредна за дело само по себе. За цела епизода едно правило. Ја најверојатно осеќам потреба да кажам нешто, затоа што свесен за многуте критики кон овој човек од многу луѓе, ми е многу чудно тоа. Тргнувајќи од себе и најверојатно не знаејќи, несвесно го следам шестото правило од првата книга, кај што вика set your house in order, in perfect order before you criticize the world. Значи, среди си го домот пред да го критикуваш светот. Ја така мислам, бар се трудам така да живеам. Така треба. И таков став имам и кон Джордан Питерсон и кон било кој. И сега, читајќи ги книгите негови, најверојатно се обраќам кон евентуалните критичари на Джордан Питерсон или кон вие кои што многу него симпатишете човекот, еве ги правилата. Такви какви што се, некои се метафорички, некои не. Такви какви што се, што е погрешно во врска со овие, што е лошо? Така, некако дури и е толку тривијално очигледно што за многу ствари како да не осеќам ни потреба да разговарам, како очигледно, како common sense. Тргнувајќи од тој став, ако се толку сами по себе овие правила, окей, а сепак наоѓаш нешто што критикуваш, тоа значи ти однапред имаш одбрано да критикуваш. Од ти било што да одбереш у живота, ако копаш доволно длабоко, ќе најдеш нешто што баш не ти се свиѓа 100% според твоите критериуми и ќе земеш тоа да го копаш и да го критикуваш и од тоа после да вадиш проекција и генерализација и да ја применуваш на целото негово дело. Мислам дека од друг аспект критикуваат, зашто е малце плеска работи у фаца. Ти ако сакаш се запрашаш себе си да се подобриш како човек на крајот на денот, кажеш чекај бе, стварно правило број бла-бла. Така. Стварно не глупости, па не треба така бе, да моја мајка. Така, Дај чекај јам што пише. И пробај примени, пробај смени, ама зашто луѓето за жал повеќето живеат во некој свој бабл. И алгоритмот таков е на социјалните медиуми да ти дава што ти тоа повеќе го бараш. Или Джо Роган се смееше, кажува со тој крогичар од другар му, се зезале на TikTok, направиле, го тестирале алгоритмот и cute puppies
срчале 10 пати поред. И готово. Само тоа ми дава. Чуче ми се преплави, вика со кют папи, само кучиња мали му дава. Да. Така да тоа што го бараш, тоа ти го дава да го гледаш. И веројатно кога некогаш некаде некој ќе го стајал на стори или некој ќе го види како он кажува за овие работи, можеби се феминистки, можеби со џендер овие глупостиве, можеби е со овие работи као работи напорно на крајот на денот. Или земи една работа што сакаш да ја правиш и прави најдобро што можеш, видиш што може да се деси. На многу луѓе мислам дека има страф од failure, страф што ако успеам на крајот на денот. Не е само од неуспехот, што ако успеам дали ќе може да се носи со тоа. И сега поубаво е да не, ти сега не збори таму дебила, ти ќе кажуваш таму. Тя ти, Да? знаеш, одма е многу е лесно да отфрлиш некој, особено на социјални медиуми, особено на клип, и особено да исхейташ у коментарите. Тоа е најлесно моментот нешто што можеш да направиш. Мислам дека, моje мислење од тој аспект тргнуваат овие што хејта. Обе нема мислење. И дури и ти сега не кажа ништо погрешно. Само кажа очигледни работи. Да, се што кажа. Може би Така не е. сакаат да се погледнат во огледало и Така е, само на ти крајот на кажам. денот па it's an acquired taste. Може некој не му се свига. Тоа ми е Начинот мене. кој се На изразува. крајот на денот мене Да се живи и здраво. Не- Али пораката е добра. мене ми е чудно кога, мислам, не ми е чудно. Изгледа, да, се согласувам скроз. Јасно е, ако како да тргаш со предрасуда, како веќе не ти се свиѓа Си одлучил пред време. Да, си одлучил пред време и сега си нашал некоја рачка и крај. Неа Бараш конципираш само лоши работи. онака што е намерата на правило. Да, некои се метафорични, ама дури и таа метафора ако земеш да ја анализираш, пак е на тебе ако метафората ја анализираш позитивно за себе, ако ја анализираш негативно, ти си одбрал да ја правиш, да ја завземеш таа перцепција. Еби има една изрека сега, исто е, си одлучил пред време, а не се свие, ќе бараш само лоши работи. Ако си научил светот, Confirmation bias. да, ако си научил ти да функционираш као чекан, само шајки ќе гледаш, разбираш. Го знам тоа. Така да исто е и тоа. Си одлучил пред време да не се свија, него ќе му ги бараш само маните. Вие добри ќе бараш. И така, од прилика, ја и ти се наоѓаме у ПАОК, спортска арена, у Солун, на предавање на Налик Джордан на расадник. Питерсон, кој што, by the way, предавање е дел од турнеја негова, во еден вид промоција на вторава книга, и за, не знам за тебе, ама ја отпосле, например, ставивме нешто сториња, нели, кажавме дека сме биле, ја добив неколку пораки од луѓе затечени, леле, Во Скопје. кај го начекавте, 3-4. како, Заедно ли отидовте? што значи очигледно има доста интерес до толку што дури и криво на луѓе што ја пропуштиле таа прилика. Јас Мене Зоки ми пиша, Джордан бил во Скопје, знаеш? Да. Не бе, не. Кај си бил да сум браво, да. така што јас сум многу благодарен на Есин, иако не ја прашав дали е окей она со ова што ја кажувам дека е од неа. Добро. Нема везе. Ништо лошо не направи. Мене како онаков бакет лист, како многу убаво искуство што во ова денешно време, во оваа епоха од општеството, у време кога овој современ мислител е толку актуелен, добив прилика да го гледам уживо. Значи да доеше и само здраво да каже и да си отиде, супер. Ја имав тоа. чувство на некој онака Џоковиќ кога го гледав прв пат онако живо, кога ми си секоја нозите онака не знаеш што да правиш. Сега не до толку, знаеш, идеите Малце нереално, ти се нели? прави како возбуда, ти дојде како си, кога гледам уживо, човеч. И И тоа почне да збористе гласот така и исто тие две. Чека уживо гледам. онака чекај само на YouTube го гледаме ли? Да. Тука е оти многу истото. Тоа е, Немаше да, вештачење, да. тоа е човекот. Да бе, да, буквално. Колку кажеше, 1 сат и пол, 2? 2,5 тотал, мислам, со се музика, со се Да. 20 минути жена му и Q&A-от на крај исто супер беше. Сакав да кажам за тие заинтересираните што Али не саат пишаа, people, мислам, онака the суштински, lecture. да. Што ги разбори. За двете. тие што можа сака да знаат поише ја пропуштиле таа прилика, 1 сат и пол, 2 сати, 2 сати и 20 минути. 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 2 сати и 20
најави наредна година пак дека ќе Да, го- ова предавање беше по повод на последната книга, оваа турнеја, и интересно што треба се напомене е дека во многу градови, значи има отидено и не во секој град го повторува истото предавање. Мислам дека различни се Да, секој. Дента, буквално Дента си одбира на да. кој конкретно дел од книгата малце повеќе фокус ќе даде низ предавањето, иако не е стрикно и за тоа. Да. Што значи, секое предавање има некоја срж која што има заедничка нишка и е некое правило од книгата, ама у меѓувреме си дозволува да му течат мислите и буквално кој што го гледаш на подкасти, на предавања, на дебати, така исто личеше и предавањаво. Тоа е за тие што ја пропуштивте оваа прилика, да знаете од прилика што сте пропуштиле. Сега да си преминеме на нашите впечатоци. Од тие сати нешто, рековме дека таа нишка од книгата му беше на предавањаво ние што го следевме у Солун, му беше на 6-тото правило од втората книга, тоа е Abandon Ideology, значи напушти идеологии, односно ја ова повеќе го интерпретирам како не ги следи слепо идеологиите, и plan and work diligently to maintain the romance in your relationship. Значи, планирај и работи со намера кон одржување на врските. Добробитот на врската. Да, стали со брачен другар или пријатели, како Да, поеш за сакате. брачени за деца, кажуваш. Тие беа некои Супер корисно. вака конкретни правила кои што он ги квоут за време предавање, ама човекот си избореше свашта. Ако што знае он да ја фати од овде, да извлече, Да, да извлече и Човекот се има губиш таков наце, флоу. те, знаеш, А он не се губи. он не, ја како слушател, и затоа ја имам на англиски книгата 2 години. Не можам да тешка ми е за дослушување, Знаеш дека ја исто приметив. а македонската верзија е многу полесна да читаш, Аха, поразбирлива. добре, за тоа читање е читање. А вака на предавањаво ќе почна збори, ќе збори, ќе И збори. преинтересно. И дури ја после 10 минути ќе ми текне, бо вој збореше за едно друго и оп, ќе си го Ке го, поврзе. да, full circle ќе му на... Него, како ми и е што преимпресивно. рековме, од тогаш до сега, ние намерно неаме зборено за заедничкото си искуство таму. Така што, еве конкретно прашање до тебе, Жаре, што најмногу ти остана као впечаток и така Прво ми остана меморабилно од предавањето? Отидов до Солун за да слушам лекција. Тоа на страна, од самото предавање. Ке Сашото од средно што лектира нема прочитано и основно. Отидов, таа мајка ми се смее, вика, ти ли најде, вика, од сите луѓе, за не, она сега понижувачки, него, абе, Жаре, бе, века, ти една лектира немаше прочитано, пора, разбираш, сега отиде до Солун, ќе се спотне некој психолог да слушаш, пак како предава за некоја книга, разбираш. Што стварно, ама, јеби га, како стареем и пораснав и созрев малце, сваќаш дека се битни информации преку патот на другите да го научиш својот пат. Сега овој малце ги образложува поубаво тие патишта, интересен лик, интересно објаснува. И прво тоа што отидов до Солун да ти која пиша bucket list checked, finally listen to a lecture from Аха. the great Jordan B. Peters. Стварно викам, ова колекција беше усредно, некоја, ама Тебе отпосле ти текна, чекај во ова предавање беше. предавање, знаеш, оно баш факултетско предавање, кој на школа. Да, па така се. И сваќаш дека уствари колку не ни било интересно на колку дали професори не ли било. Да. Средно факултет, основи. Да. Прво тоа ми беше впечатокот као не конкретно зашто збореше, него се навратив и дечко што беше со мене вика имавме вика на економски факултет еден професор што луѓе надвор доаѓаа што не би ни беа на економски само да го слушаат. Човекот не знам заборев како се вика на економски, ако биле луѓе на економски ваljа ќе го знаат, не знам како се вика. Грдни пари му плаќале фирми за да им предава и да ги учи, а тие обуки он на факултет на студентите за без пари им ги предава. И имало моменти... Што тема, памтиш? Не,
За бизнис, за А, нешто стратегии, така, да, нешто економија. Јасно. Бројки, цифри, такви. Да. И во компании, во корпорации. И знаеш, вика често на час ке се зазбориме ние мајмуни едни, вика 10.000 евра ми плаќа таа и таа фирма ова да го зборам, вика вие за без пари лигуши едни. И сваќаш колку е голем човек. И сега он знаеш се наврати малце, викам стварно, еве ти бари тој си го имал, викам, и ние ништо човеч. А тоа ми дое прво, знаеш, и ствари не сме биле ние недисциплинирани или дека кецаши, незаинтересирани деца, дебили, глупи или како и да сме се нарекувале порано, кон деца, Не те завлекувало. него немаш интерес. Како јас со баскетот сум спиел и сум модел на кош, мајка ми, живот збор ми нема кажано да те запишам или нешто. А 50 пати ми рекла учи, напиши домашно, еднаш домашно немам напишано, 5 лекции имам живот научено. И сега она дури ми се исчуđава како ти книги почна да читаш и да се образуваш, за тој ми е момент смешен про. А од друга страна конкретно што збореше, беше она со на крајот предавањето има Q&A, прашање и одговор. Аха. И имаше на почетокот на предавањето еден мејл кај што можеш да си испратиш прашање, кај што жената негона крај седнуваат на две столчи. Како втората епизода на подкастот. Исто баш такви. И Леле, да бе, стварно. Сцената на предавањето личеше на нашаво студио во или почетокот. постарите од Томас перформанс во ова студио. Да, кога седевме на фотели, Со да. ивица тие Да. со фотелчи. И баш така на две фотели, еден така карши друг и жена му нели ајде 3 или 4 прашања. Што не изе валја ќе остат впечаток, не знам, он вика не ми ги ничеде прашањата, пред тоа кажи ми ги. И сега Аха. беше со како да си добар човек, да угодуваш на луѓето, да ме гостил да си добар, а да не те газат луѓето. Имаше, мислам дека едно 20 минути го објаснуваше, исто го вртеше и многу беше импресивно што онака на лице место on the spot не беше он спремен, Да. немаше припремено ништо, него бум, добро. Епа вака сега. И почна човеков 20 минути и вака како зачаран гледаш и стварно човече па раскажуваше нека приказна од лично од негово искуство, знаеш, таму си влече, нели? Кај што имало, кај што реновирале 6 месеци некоја куќа, имало некој комшија, па им тропал цело време, кај што он уствари е човек што не сака конфликт. Да. Ама некојаш вика конфликтот е неминовен и мора да го има. И ја не сум некој што не сака конфликт, ама нека избегнувам по секоја цена и по секоја мера понекогаш, што можеби не е добро, не сум толку да конфронтирам некој. Аха. И баш за тоа може ми остаи печаток. И баш онака, вика, на крајот овде ми дое после 6 месеци, вика, искачам, слушај вамо, вика, вака и вака, дете плаче, жена болна, дома 6 месеца реновира. Ова Джордан на комшијата. Да, Джордан, ја не. Не ми дошло уште така. И баш интересно го врза и у стилу дека некогаш мораш да пресечеш. Кажеш, да, добар сум и све, ама некои работи имаат граници, до тука бил. И интересно беше она со танцот, со инструкторот што го погрешка нели танцуваат со жена му, инструктор по танц, дека му рекол може ли јас да ви давам пример. Као кај те турка животот таму се движиш и нели рацете една на друга, а не она класично танго. И тоа беше интересна аналогија и со животот поврзано. И главном тие работи, сега може ќе ме потсетиш на некои други тебе што стали почеток. Али имаш и за деца нешто интересни статистики. До 2 години вега ти си роб на дете. И нема тука. Како? До 2 години ти си роб на детето. Нема аха, свесност. Да. И едноставно е тоа. Рачунај, кога имаш дете 2 години. Реалноста е таа. После од 2 до 4 имаше на социализација многу битни биле тие. Кој дел го збореше тоа? Не ми текнува. Во она со бракот и relationship. Да. Да. Имаш и за деца и за Да. У тој контекст тоа го искористи дека да, као примарна задача и одговорност на една фамилија, родителите на фамилијата се децата, но не треба да се дозволи децата да бидат единственото нешто што го окупира целиот нивни живот. И дека и покрај огромната важност и одговорност што како родители ја имаме кон деца,
сепак е исто толку вредно да се снајдеме некако плански, макар и тука објаснуваше како не мора се спонтано да биде, за да е романтично, за да биде убаво или симпатично, не. Конор филм. Реалноста е таа, животот е тој, не Врските се се намалува вредноста на актот ако е плански излезен. И тука го искористи он како и цел чаптер, цело поглавје од една од книгите. Едно од правилата му е на таа тема дека има голема вредност да се планира и со намера да се одвојува време и план и нешто за функциите на самата врска, на одржување на таа врска, на таа конекција со партнерот. Има зошто и човекот, зошто мене ми се свиѓа, од он кој ќе каже такво нешто, одма дава некој пример од клиничката пракса што ја има он. 20 години бил терапевт на луѓе со такви проблеми, значи него му имаат доаѓано брачни партнери пред развод со буквално истиот проблем. Значи човеков не седнал теории да си пишува. Сите овие правила него му се само произлезени од живот полн со разни искуства. Неговото искуство е 20 години секој ден фул тајм работа, соочување со проблемите на луѓето од вистинскиот свет, вистински луѓе, вистински живот. Доаѓале со проблеми и човекот како психијатар мора да му даде некој предлог. Ке даде еден, ке почна да применат нешто, овие ке се вратат. И он така низ животот негов ги има формирано овие. И сега он, за тоа мене ми има вредност кога он го кажува тоа. Како некој што е оженет, среќно, ја сваќаш таа вредност, се пренаоѓаш во ситуациите што он ги прераскажува како веќе поминати. Зашто да не ги слушам? Точно. Ако он кажува за себе и он како репрезент на илјадници други примери преку клиничката пракса, бракови долги по 50-60 години, кажува дека има голем ризик ако не го правиш ова и ова, врската ќе почне полека да бледее и после Статистиката кажува дека ете ти разводи, ете ти компликации. Зашто? Еве неколку практични мерки. Така што да, тоа остави впечаток, ама мојот најголем впечаток беше кога ја искористи аналогијата на спорт и живот. Дека спорт е перфектна и комплектна аналогија на животот. И тоа ми е, не знам, мислам дека пола епизоди на тоа ни се поминати до сега. Сите можни особини на практикување спорт, како и зашто се вредни у животот. И не знам ни од кај да почнам, човече. Некој мислам дека му има кажано, и мислам дека го прави ова за секој град, прашува што е вака како не знам, што поголем број на луѓе од тоа поднебје, во нашиот случај Солун, ќе им биде лесно да се поистоветат. И некој му има кажано дека Салава е на ПАОК. ПАОК е многу успешен грчки кошаркарски клуб. Кошарка е прилично голем спорт у Грција. И не знам дали примети дека многу често како метафори, како паралели, користеше кошарка. да. А го пратиме со години. Он користи спортски аналогии и друг пат, ама кошарка не кажува. Не. А колку често спомна кошарка сега у Солун? Ти Не ми текна текна, тоа? да. Мене ми текна. Некој му има кажано дека А не сум кошарка... знаел дека со градот ги повлекува паралеливе за да биде појасни метафорите. Па еве, тебе некој од страна, ако ти каже, ќе ти стана јасно. Солун, ПАОК, кошарка. така, кошаркарска салата. Кошарка е прилично Тресовите голем горе, спорт у закачени Грција. имаше
барем Не знам 5-6 дали години. им е национален спорт, ама прилично успешни се грците, посебно и на клубско ниво. Европски, олимписки, Така што светски. голем спорт е кошарка и сега го знам Джордан Питерсон, окей, аналогија спорт и живот, ама се изнакажа со кошарка и сега и ти бивши кошаркар, ја бивши кошаркар, ама гледаш ти не си го... Интересно беше она со постариот брат и помалиот кои играле, како за оној трешхолд момент кога го правевме моето ние некоја претходна епизода, Добро. баш тоа го имаше објаснето преку партија баскет. Ако на потсети ме. пример имате постар брат 5 години, лупам. И сега нема ни он да напредува во кошарка, ако те тепа 11-0 до 11, зашто ти премногу слаб и лесно е. Нема и ти да напредуваш, затоа што па те гази цело време. Го нема оној момент да ти се избориш за со малце подобар од тебе играш, оној момент што верувам после оној филм on King Richard дека Серена Вилијамс и за тоа е едно ниво и подобра од Венус и поуспешна, зашто она била таа чекала, знаеш, секој момент да експлодира, да ја пушта до топот. И нели у филмот и кажува татко и нели за нејзи имав план да биде прва на светот, за тебе најдобра на сите времиња, само издржиш малце. И тој момент онака ме фасцинира и баш сега ме потсети, ме врати таму. Епа, фала ти и мене што ме потсети. Оти тоа е поврзано со едни други истражувања на тема flow и optimal state of performance. Значи, нели flow, една од дефинициите за flow, дека тоа е оптималната состојба на телото, умот и духот во кој што можеш да се надминеш себе си. Буквално си in the moment. И ништо не постои. Буквално. Јас така го сваќам. Да, наредната исто така дефиниција за flow е дека си апсолутно обземен од моментот сега и толку. Нема минато, нема иднина, тука си овој момент, овој кошаркарски Секунда, момент си и тачно, ете го спортскиот момент и ете го пак вредноста на спортот во животот. Како ништо друго, како ретко што друго во животот, спорт, игра, спортска игра е една од ситуациите во кои што човек, индивидуа, ќе биде ставен во таков оптимален момент кај што е проти некој кој што е не препосилен од тебе, ама не ни препослаб од тебе. И истражувањата психички, неуропсихички, неурохемиски за флоу е дека тоа треба да е околу 4%. Аха. Значи треба да си Подоле погоре? Или 4% подобар? Треба да си зададеш задача или да се најдеш во ситуација која што е која што бара од тебе да си 4% подобар од што си у моментов. И под таков притисок, ти знаејќи си ја границата до кај ти е, ама не се даваш, не се откажуваш и твојот противник, кој што може би си и ти, со некои своји цели, е 4% плюс, најлесно те става, ти го фокусира вниманието, за да не те одвлечат мисли како ова е пресилно, ич да не се ни трудам, или ова е преслаб, не ми е ни интересно. Не 4% е од прилика тој sweet spot, Трешхолд. кој што важи и во прогресии на тренинг. Кога тренираш, не си од недела за недела, не рипај 20%, рипај 5% од тренинг за тренинг. У милион ситуации се наоѓа тоа пракче и ете зошто спортот како пракса редовна во животот те спрема за такво нешто. Те вади од комфортна зона, ама за перфектна количина надвор. Не те фрла у океан со ајкули да умреш и крај, нити па те става да играш против некој кој што е преслаб и немаш интерес, немаш мотивација. И го збори Джордан Питерсон ова, нормално, со се поистоветувам, цел живот сме спортисти, се што збори има смисла. Не ми треба Джордан Питерсон за да го... Само ги потврдува работа. Така, него многу ми се свиѓа што ете,
човек што нема спортска позадина. Джордан Питерсон не е спортист. Може е нешто активен. Демек го слушам по подкасти, вежбал редовно, нешто 10 минути пешачел, нешто вежбички Не е правил. тоа вежба. Джордан Питерсон не е спортист. Не е спортист. Современ мислител, филозоф, психолог, клинички психијатар, професор, што све не е Джордан Питерсон. Не спортист. Искача и го збори ова, па како да не се осеќам убаво и потврдено на тоа што цел живот сум го осеќал. И сега ти текнува ли он еволуциски кој пример го дае за да ја потврди теоријата научно колку е ова неразделив момент од цршта на животот секаде со стаорците. Да. Дека како беше стаорци во експеримент ги ставаат као дури и стаорци се борат за игра. Да, која не му било интересно на едниот, па ќе се повлече. Така. И сега, значи, приметиле дека во чопор стаорци, не знам како се вика, група стаорци, забележале дека колку и да е примитивно ниво на живо битие тоа, сепак им е доволно комплексно организиран животот да имаат и игра. Чи двајца стаорци се случува да почнат да си се борат со борењето во име на игра, како што ќе видиш и мачки и кучиња. Игра за животни е симулација на борба. Така. Така си играат животни, не си подаваат одбојка, него демек се тепаме. Се рваат. Се рваат. Тоа прават кучиња, тоа прават мачки, тоа прават и стаорци и глувци. И што забележале? Кога ќе спареле поголем, значи ќе спарат два стаорци, едниот е физички значително многу поголем од другиот. Една-две борби и толку не се губи интерес. Да, бе, што го зборевме со постариот. Се губи и не играат веќе. Ако и правеле разни комбинации, помали, поголеми, и ја откриле тоа дека види дури во многу примитивен свесност, по ниско ниво на, да речеме, свесност, живот, битие овоно, се случува истото што и ние го правиме преку спорт. Арно ама, што прави ептен поголемиот кон ептен послабиот глушец после неколку такви обиди? Почнува да му попушта. Замисли во глувци, искача на површина, карактерна особина што мислиш дека би требало да искочи на многу повисоки нивоа на свесност, не знам, кучиња, мачиња, луѓе, некаква емпатска димензија на више, кога немам со кој да си играм, а сепак толку многу ја вреднувам играта во животот, ќе почнам да ти попуштам за да си играме. Тоа беше како mind blown. Тотално нова ствар од Джордан Питерсон да слушнам, не само од него и општо како концепт, буквално онака шок као чекова вистина е стварно. Се нема зашто лаже човекот, некое си истражување. Не, користи он често и во првото правило има за птиците, за хиерархијата. Да, па со рептили, или со ние... со раковите, со крабс, оние на да, со морски, ракови, па да. едниот го фаќа, па ако него хиерархија, кај птици со гнезда. Па вика, вие што мислите дека се птици што пеат, уствари имало некоја анекдота, како дете, вика, ми купија касетофон, у тој момент, вика, хай-тек. И правеле гнездо со татко му за некоја птица, не знам како се вика, не знам кој тип на птица. И се како дошле и пееле, правеле му текнало да ја усними со касетофонот. Ја уснимил, после некој време ја пуштил. Птица уствари доаѓала кај касетофонов и као се збунувала, као што се расправала со касетофонот, разбираш, не знаејќи дека низиниот глас што криците што ги испуштала и како го клюнкала, па бегала назад, знаеш.
Затоа често повлекува метафори со животни и не ме ни чуди примери, да. Примери да објасни да е тачно и со глувци. дека едноставно некои од behaviors, од начините на однесување низ животот, низ природата, се толку длабоки и биолошко објасниви, што ако почнеме вештачки правила да присилуваме како присилно едначење на мажи и жени по секоја цена, не е наарно и без да влагаме у контроверзните области на тоа. Ја кога слушам Џордан Питерсон, кога елаборира зошто е тоа така, он ги користи овие еволутивни и биолошки примери дека не можеме да бегаме од фактот дека сме биолошки суштества кои што влечеме некои карактеристики на однесување низ нашата околина од неилјадници, милиарди години. И дека некогаш работите се сепак на преференца. Јас како маж преферирам да правам такви работи. Мојата жена како жена преферира да прави други работи. Ние дома, ако земе се присилуваме да правиме ствари контра нашата природа, не е наарно. Мажите ги интересираат работи, жените ги интересираат луѓе. Затоа 80% од медицински сестри Да. И се образовен жени. систем. Затоа инженерите се. се мажи, 80%. Е многу... Ама реално и логично, нема љутиш тука што... Така што вака друго ќе ти остане сеќавање? Бидалпа? Да. Уште 3 пати видел. Па што сите ќе ги разглоби правило? Зашо не го чуеш директно од него? Многу бидалпа. Сега интересно ми е што ќе му видам нови клипови на тие фотеличките наместени, сваќам дека на некој предавање. Еј, да, ја имам приметено. Пофаќам. Будем пештабил. Да. Има клипчиња, па жена му нешто деме ќе му прочита, па он ќе објасни. Да, бе, има такви По клипчиња. тоа зеленото облечено на сите клипови. Да. Нема пресурече. Човеков со оддела колекција направи цела. Не, шала на страна, стварно. Топ. А и Битно- жена му е намачена жена, и од искуство може да збори доволно. Да. И он има поминато и со болни деца, и со... Ти си знаел Аутоимуни. за он што И он диета зависност. има моментално. Да бе, карнивал. Карнивор е Скроз скроз. долго време. Да. Така си има И од оние зависност од Излечено од апчињата, бензо, како се вика. некои си антидепресиви, некои си Не бе, антидепресиви, анти-MC. седативи се мислам тие. Аха. Не. Ама имал тој сваште, и анксиозност и... Да, ама ги пиел ради други причини, како што се сеќавам, не бледо ми е нешто. Од болки или од нешто, и он с некоја болешти да си имаше, си има Он имал некое множество на аутоимуни болести. Син му на Жена му, коските нешто. жена му имала друго подмножество на антиимуни болести, а керка им Што имаш? И- од двајцата наследено све, а аутоимуна болест на свашта Боже господи, со лесто. и цел живот се малтретира по болници, пошто се не замена на кукови, замена на колена, не знам, има операции за пред не знам колку години да исфрли се. Ете, така е на Буквално карневал. се од исхраната и јаде исклучиво 100% само Бифтек. јунешко и телешко месо и вода. Да. Керка им. Ама и он. И сега и он. Значи прво керка му, И сега виш. неколку години, Кај па Джо после Роган баш неколку објаснуваш. години и Питерсон е 2-3 години или И неколку па така. малце ли е? Не е И он е скоро. веќе исклучиво на месо бифтек? Само и бифтеци се. Само бифтеци и вода и човекот си излечил Да, многу ствари. позитивно збори за резултатите од таа исхрана. Да. Не дај Боже да треба да... Сега, како Се ја и ставаме. ти што често кажуваме, не наметнуваме ние ништо со нашиот подкаст, само нафрламе идеи, така што Не го збориме, јас ти ова не измислив. мислам дека е окей идеја како food for thought да завршиме оваа епизода. Пуштете си го кај Джо Роган, ако сакате поише од човекот.
Да, за сите вие што не знаете кој е Джордан Питерсон, строго, многу Има и он подкаст негов. многу силно му има цел канал со штари. Малце тежок. Изгуглајте си го, проучете си малце повеќе ако ви интересира. Ја и Жаре дефинитивно преубаво животно искуство мене ми беше и дефинитивно, сега не знам дали би фаќал авиони Не, здраве и наредно да го едно летам соло до накое. Шпанија, ама да речеме Белград, Софија, Солун, Да, таа дистанца соседниве држави. би палел кола у Да, било да. кое време да идам и да си го посетам човекот. Без размислување. И тоа е тоа уште еднаш да повторам, ја лично со него искочив од хотел. Не влезу пршето само. Кои се шансите? Тоа е тоа, се А надевам. поголеми него да се најдеме, ај ти седиште пред седиште реално. Да, бе, стварно. Кои се шансите за тоа? Така. Чао, Тоа е дечки. тоа. See you Поздрав next week. до наредна нала.